дека јазикот е средство за комуникација. Да, а не за доминација. Проблемот е што законот го прави доминантен. Тоа е проблемот. Не е проблем, не е доминантен. Одете во Дебар, немате ниту една табла не е на македонски. Не ми зборувај за анархија, каде што има ред со закон. Со закон ќе има таму каде што 20% се албанци, таму ќе биде и на македонски и на албански. Да, ма овој закон го воведува на цела територија, ме разбирате? Го воведува? Не. Го воведува? Не, само 20%. И како сега имаме еднојазичност во Дебар, само албански, а двојазичност во Берово, во Виница, во Струмица Струмица немаш двојазичност. Ај прочитете го убаво. Сум го прочитал, 25 члена полека и сигурно на ниво на држава, вели. Затоа велам дека постоечкиот закон е номотехнички многу поисправен, ако го читаме правнички, за ово од 2008. Да, и од 2011 што е измен. Со многу подобро технички структуриран, напишан, со поделби, со се. Овој е каша попара, собрано се на едно место и затоа они не го пратија до Венецијанска комисија. Тука имаме класично изигрување на. Но добро ќе биде пратено. Ама не можете постфестум да го пратите законот. Закон се праќа во нацрт. И кој после ќе го смени законот? Села ќе го смени законот или значи зборот ми е дека законот го воскреснува национализмот кај двете доминантни заедници. Тоа е недобро за државата. Наместо ние да зборуваме за социјални прашања, за економски прашања, за интегративни прашања, законот е почитуваме ние институции наши, тогаш дезинтегрирачки е законот е прескап, ќе ја парализира државата во функционирањето. Законот е неприменлив, невозможно е сега ваков како што е да се пробаме дали е применлив. Така што законот треба да си остане во заборав, да воопшто да не проживее, затоа што не има правни механизми тој да проживее без подпис од председател. Нема да се стави во заборав. Така што ова прашање е затворено и наместо ние како цивилизирани граѓани на државата, без оглед на етничка и секаква припадност, да зборуваме за школство, за здравство, за социјала, ние повторно се враќаме со 19 Ти мислиш си цивилизиран граѓанин ако не го почитуваш мојот јазик? А кој тоа не го почитува јазикот? Овој закон треба да се заборави, ова да се заборави, употребата. Вашиот јазик е веќе регулиран во 2008 година. Ти сакаш албанскиот јазик да го слушнеш само ако имаш убава ограда околу куќата и кога ќе дојдам јас со црна капа, јас ќе ти зборувам мераба што си како. Ни вие не можеме да кажеме како да. Значи уставот кажал како да се зборува и кој јазик да се зборува. Не подценувате на албанците. Ова е подценување. Законот е тргнат од националистички позиции, а не од принципиелни позиции. И затоа е толкова иритацијата кај македонскиот дел од гласачите. Ти што се трудиш да ми го забраниш употребата на јазикот, не си националист, а јас што барам да биде втор јазик. Во службена употреба јас сум националист. Сега ви иде националистичко. Кој тоа ви го забранил? Кој сум па јас да ви го забранам? Ти велиш законот нека биде во забрана. Премиер, председател, што сум ја? Јас само правно образлагам правно на оваа сета збрка која што ја направи законот. Апсолутно дека штети.